Кандидатите за градоначалник на метрополата го финализираат представувањето на програмата во обид да го придобијат гласот на скопјани, субвенции и финансиска помош за највозрастните граѓани, како и подобрено домување и можности за активен живот, најави кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски. Фокус вели ќе бидат и лицата со попреченост на кои ќе се стори се да им се овозможи соодветен живот во Скопје, од финансиски до инфраструктурен. Со проектот 2500 денари за пензионерите со најниски примања ќе обезбедиме финансиска поддршка за оние кои живеат со најмалку средства. Оваа мерка, која веќе ја воведов во општина Кисела Вода, ќе ја прошириме на ниво на целиот град како јасна порака дека Скопје не ги заборава своите највозрасни граѓани. Скопје изгледа запуштено, нечисто и хаотично, вели кандидатката на СДСМ Каја Шукова, според која предпријатијата се заробени од партиски интереси, долгови и неспособни кадри. Приоритет вели дека ќе биде реформа на јавните предпријатија. Приоритет е вистинска реформа на јавните предпријатија да им служат на граѓаните, а не на партиите. ЈСП се модернизира со нови еколошки автобуси, електронски систем за наплата и брз автобуски транзит, за да се воспостави јавен превоз што функционира. Комунална хигиена се ревитализира со современ центар за селекција и рециклажа, редовно собирање отпад. На местото на децениски запуштената касарна во Бардовци, кандидатот на искуство за успех Александар Трајановски најавува голем експо центар кој вели дека би го издигнал Скопје на регионална и европска бизнис мапа. Ја предлагаме за новиот Скопски експо центар или новото Скопско сајмиште, каде што според неговата стратешка положба, која што во непосредна близина се наоѓа Скопската обиколница, е лесна за пристап на сите капацитети кои што би доаѓале овде да ги изложуваат на настаните своите производи и продукти. Наместо да се рушат старите индустријски капацитети и на нивно место да се градат колосални згради, треба да се зачуваат и обноват за развивање на алтернативната културна сцена и креативната индустрија, посочи независниот кандидат професорот Горан Марковски од пред магацините на некогашна Славија во Кисела Вода. Наместо да ги уриваме и преку нив да градиме колосални стамбени објекти, да ги пренамениме во простор за алтернативна културна сцена, креативна индустрија и функции наменети за младите. На тој начин ќе зачуваме и што повеќе зелени површини за градот. Инаку, остануваат само уште 4 дена од кампањата, пошто граѓаните во изборниот мол ќе треба да одлучат дали и на кому в недела ќе го дадат гласот на локалните избори.